Opštinata je tvoje mesto, malo, ulica, dom. Ti odlučuvaš kakva će bide. Napravi go vistinski od izbor. Glasaj. Lokalni izbori 2025. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rasute sni. Večno ja sakam, postaja svoja, Skopje kaže mi. Понеделничко издание на нашето Скопје во редовниот термин, на ете така вонредните емисии посветени токму на предстојните локални избори 2025 година, а втора седмица изборна кампања и втора седмица представување на кандидатите за градоначалници на скопските општини токму во студиото на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, добро дојдовте. Добро вечер и од мене. Благој Шаклевски, тоа беше Викторија Петревска на почетокот. Петровска колега. Со? Се изминува колешке Вики. Продолжуваме со цикл со специјални емисии, изданија на нашето Скопје, или како што ги нарекуваме оние главни изданија Скопје ми е дома, и подсетување нели за оние што почнаа да не следат или допрва нели ќе бидат со нас во нашите програми на акцентот со кој што посебно се гордееме, односно Вистинска телевизија уште некаде таму пред 2 години издвои посебен простор во својата програма, посветувајќи го на локалните вести, локалните случувања, или како што велиме во нашето промотивно видео за изборите, од улицата, од дома, од малото. Вечерва го представуваме нашиот прв соговорник за неделава, инаку 9 чинам, имајќи ги предвид и гостите изминатата седмица. Така, Сотир Лукровски, кандидат за градоначалник на општина Карпаш. Ние често со Викторија знаеме да правиме анализи, во таа во ведната емисија анализиравме дека некаде се работи за континуитет, некаде се работи за новини. И сега во случајот имаме нов човек за навистина нов човек и новина, Карпаш, да. А и нов човек во политиката може би. Па да, во секоја смисла нов човек, и тоа сакав и да го нагласам, бидејќи минатата година, уште кога почна Вики, кога се вклучи во тоа нашето Скопје ми е дома, правеше анкети, излегуваше на терен и често пати тоа го коментираме, дека нашите граѓани некаде ги познаваат градоначалниците, некаде не ги познаваат, некаде ги познаваат по добро, по лошо, и сега има различни согледувања, меѓутоа некаде ни велат само нека продолжи вака, супер е, меѓутоа некаде велат треба промена. Дали на Карпаш му треба промена и зошто е, така ќе почнеме? Па јас најпрво да ви се заблагодарам за поканата, за можноста да се представам пред пошироката македонска јавност. Како што рековте, јас сум ново лице, новиот човек, така да сите овие емисии ми се добре дојдени, каде што ќе имам можност да ги кажам моите ставови, размислување, мојот концепт, кој го нудам за промени во Карпаш. Ме прашавте дали на Карпаш му треба. Ако одиме аналитички, анкетите велат дека 60% од испитаниците очекуваат промени во Карпаш. Јас не велам дека тоа ќе бидам сечи избор, меѓутоа генерално луѓето во Карпаш сакаат промени. Веќе подолг период имаме нели градоначалник кој 4 мандати чинам бил во општината, така да Карпаш во последните години од една ние милуваме Карпошани да си кажеме најурбана, најубава, најпосакувана општина во Република Македонија, меѓутоа и јас како жител на Карпаш, го живеам Карпаш секојдневно, приметуваме дека полека губиме кондицијата, така да време е да внесеме една нова енергија, еден нов концепт, да видиме нешто да промениме, да не биде актуелно на одење од врата на врата, особено јас како ново лице гледам на луѓето, им значи да ме видат, да ме запознаат, претежно нели социјални мрежи, телевизиите, меѓутоа кога ќе се појавам гледам дека наидувам на добар фидбек кај граѓаните и генерално сите се за промени. Ново лице, рече Викторија, во политиката. Обично за успешните реализирани луѓе велат дека и најчесто нели познаваме меѓу нас горе-долу плюс-минус генерацијски такви луѓе велат дека
би се задржале во таа комфорт зона и не би излегле. Што ве мотивираше да излезете од комфорт зоната, бидејќи важите за успешен и реализиран човек? Веројатно постои некој мотив тука, освен тоа да го вратиме Карпуш таму каде што му е местото, нели, на пиедесталот на најпосакуваните општини, онака локал патриотски. Постои мотив. Мотивот е потреба од, еве да речеме, и мене како личност од нешто ново. Како што рековте, јас се сметам себе за изграден човек. 52 години, еве, ако го земеме нови период од служувањето после средношколските денови, служување на војниот рок, живеам по еден пеец, што би рекле ние повозрастните, значи воен рок, фамилија, формирање, студии, едно дете, второ, татко сум на 3 деца, 33 години стаж имам, непрекинат, работам од својата 19-та година, значи изграден семејно, изграден кариерно, изграден, ајде да речеме и материјално, меѓутоа најверојатно и со годините доаѓа поривот да нешто се стори во општествени рамки, да нешто Не веќе за себе, туку за заедницата, така некако би чудно име на луѓето, Да. дури моите најблиски, она што рековте вие, комфорт зоната, нели именно правило вели излегувањето од комфорт зоната носи нов квалитет. успех, Така и раст. Иначе, ако одиме по тоа, јас доаѓам од една голема компанија, на добра позиција, дури еви домашниве кога пред 3-4 месеци направивме мојот кај сега ова. Меѓутоа, сакам да допринесам. Јас сум од оние кои, знаете, и во кулата се борат да биде искречена, да функционираат лифтовите, редовно низ години во комуникација без разлика кој бил прв човек во општината, знам да пратам слика од паркингот од едно друго. Ајде овој пат јас да пробам, да не биде дека само критикуваме, само пометуваме, најлесно е со папучките дома и со пижамчињата, ајде да се понудиме решенија за тоа што нечи. Во костец со проблемите, па после 1-2 мандата повторно гордо да прошетам низ моето мало. Да слушаме како е она народот вели, слушај паталец, а не гаталец. Во случајот се работи за Крпошанец и примерите со Карпош, со дворот, со зградата, со кулата, така натаму. Побели Вики. Така, втора седмица веќе почната изборната кампања, меѓутоа за некои од кандидатите веќе започна малку порано, тоа ќе важи и за вас. Каква кампања очекувате, што се случува на терен? Изборната програма сигурно е веќе готова. На кои столбови се заснова вашата изборна програма, Лукровски? За мене не е втора, за мене се многу седмици. Не знам Ве запознати точно народот колку, веќе? па мислам да. На 6 јули мене ме објавија како кандидат за Карпош и веќе од 7 почна мојата активност. Особено ми дојде добро периодот во кој немаше многу активности на останатите градоначалници, особено оние од нашата опција, од нашата партија кој измина еден добар мандат, би рекол. 4 години покажа резултати, покажа, не видовме некои афери, така да јас тој, ајде на некој начин по-тивок, по-мртов период во однос на политиката, го искористив да се представам пред пошироката јавност, затоа што јас имам голем круг на пријатели, како од Карпош, така и таму каде што сум работел, сум другарувал, меѓутоа во оваа форма луѓето не ме познава. Трнавме, значи, уште од 7, огромен број на средби, граѓански трибини, по малата Карпошови, ги опфативме сите целни групи, да речеме, здравствени работници, бизнис заедница во Карпош, правевме трибини, средби со здруженијата на овие за заштита на пациентите, за луѓето со попреченост, со посебни потреби, ги слушав нивните проблеми. Јас не се чувствувам како ловец на гласови, сакам суштински да допрам до луѓето. Не, впрочем, има и логика, затоа што при предпишувањето на програмата и предградењето треба да се слушнат луѓето за да биде реално тоа што им Точно, треба. можам да, ако пред тоа мислев дека многу знам за мојата општина, видов колку што имам да учам. Со секојдневно појавување каде пукнала канализацијата, кој има проблем да излезе од кулата во инвалидска количка и така натаму. Така да сето она што го слушнавме, така беше и нашето мото, повелете на кафе да разговараме за проблемите и да ги вметнеме во програмата. На тоа и се базира нашата
програма која излезе деновиве, имаме таму 2-13 постулати ги викаме ние, опфатено е се од првичните проблеми, она неславна бетонизација што ни се случува во сите мала, во Карпош, па преку сметот, проблем со паркингот кај нас е голем, проблемот на луѓето, напоменав, со инвалидитети, попречености, немањето на дневен центар за лица со посебни потреби, па потоа се безбедноста беше таргетирана, исто ние направивме анкета уште на самиот почеток на чина 1000 испитаници, преку која успеавме да дојдеме, значи сето она што го увидовме од средбите со граѓаните го видовме и преку анкетата. Безбедноста, реков, кучињата скитници, аерозагадувањето, проблемот со овие популарни диви депони, отпади, така натаму. Во делот на, иако не се големи ингеренциите на општината, на локалната самоуправа во делот на здравството, ние имаме голем број, Карпош е богат како со јавни здравствени установи, така и со приватни, најголемите болници се во нашата општина. Си зададовме задача да барем онаа пристапност до нив. Имаме на неколку места во делот на брзата помош на здравствениот дом, пристапноста до градската општа болница 8 септември, да го во иднина решиме како сообраќајници, да не се ствараат тука гужви. Имаме 4 диспансера на здравствен дом Скопје. Во нашата општина, тоа е во Влаје, во Тафталиџе, во Козле и во Карпош 1, кои се руинирани. Исто така ги ставивме во програмата да секоја година, заедно со Министерството, заедно со Централната власт, реновираме барем еден од нив, како би створиле подобри услови и да се прошири можноста за здравствена заштита кај карпошани. Пред да преминеме на, ајде да речем, обсервација на сите овие постулати или на најважните или на најгорливите, за кои што граѓаните нели биле најгласни дека им представуваат проблем. Вие споменавте соработката со централната власт, и бидејќи Скопје е една специфична средина во која што нели постои град Скопје, нели локалните избори се за град Скопје и за 80 општини. Што со тоа, како гледате на тоа, имајќи ги предвид искуствата досегашни, предпоставувам и од вашите колеги кои што ги споменавте, се надевам дека мислите дека сте во добро друштво, нели, во оваа кандидатура. Меѓутоа и од оно што како јавност, како граѓани го гледаме, колку е тоа важно и како гледате на тоа, соработката на општина Карпош со градот Скопје, имајќи ги предвид досегашните искуства. Како почетник, многу ми значи доброто друштво. Во изминативе 10 дена, ајде од официјалното почнување на кампањата, голем број на министрите, да не ги именувам сега, во попладневните часови, после нивните редовни обврски, беа мои гости во Карпош, разговаравме на сите теми, зависно со кој од министрите или замениците на министрите. Значи директна и недвосмислена поддршка во тој дел во рамки на кампања. Значи веќе 6-7 од нив, веќе со 6-7 од нив посетивме одредени целни групи заеднички и сметам дека овој пат Карпошани имаат добра шанса и јас верувам дека ние ќе бидеме опцијата која ќе победи во Карпош, со тоа што ќе ја имаме и градската власт, се поизвестно е дека господин Торци Георгиевски ќе биде градоначалник на Скопје, централната власт е од редовите на ВМРО ДПМН. Не можам да не истакнам дека ми е особено драго што имаме и премиер Карпошанец, така да се надевам дека со добра релација, аз често знам да кажам, вели не е во мои ингеренции, не се тоа ингеренции на општината, меѓутоа јас ги уверувам гласачите дека на глава ќе им се качам на секого од ресорните министри или сите оние што се одговорни, а не општината, да направиме се да го растеретиме, олесниме, разубавиме животот на карпошани. Така да сметам дека не дека и до сега немало соработка, сега имавме пред некој месец, значи како и сите други општини, на оние два јавни повика кои беа до општините, доби општина Карпош, чинам негде околу 18 милиони евра, подредени проекти, дел се веќе во
реализација, така да сметам дека со моето доаѓање уште повеќе ќе се засили врската и ќе дојдеме до добри проекти. Добро е ова што го споменавте, бидејќи имаше и такви предпоставки од некои други соговорници дека се работи за селективност нели при добивањето на средствата, меѓутоа има примери и со општина Центар и со општина Карпош, така што кај нас се факти, гости ми беа и вице-премиерот Николовски, и министерот Перински, значи конкретно разговараме за проекти кои се од кредитот овозможени на општина Карпош. Од друга страна, голем број на карпошани кои оставиле трагаите за општината, излегува за ваша подршка. Тоа се луѓе кои што можеби или се или не се политички определени. Моето прашање е колку карпошани ќе одлучуваат за конкретно ќе гласаат за нивен човек од општината, отколку за човек предложен од политичка партија или политичар досега. Ке се гласали за твој човек воопшто? Значи, знаете како добра ви е констатацијата, застанаа позади мене голем број на луѓе, на општественици, на спортисти, на уметници, кои немаат допирни точки со партиите. Мислам дека на луѓето живееме во едно општество оптоварено со политика. Значи, погледнете вести, социјални медиуми, не само сега во предизборието. Главна тема е политиката. Јас локалната самоуправа не ја сметам за некоја висока политика, така да тука е простор каде што ние можеме да се представиме како добри административци. Луѓето овој пат мислам дека ќе го изберат соседот, ќе го изберат пријателот од малото, значи оној за кој слушнале една добра препорака. Јас сум поддржан од ВМРО ДПМН, долги години не сум бил активен во партијата, бев своевремено во моите најрани години од формирањето, па после да не се повторувам, одеше сето на оној мој кариерен пат, фамилиарен пат, така да сега, како изграден човек, се враќам и мислам дека тоа луѓето го препознаваат. И немав никаков проблем да се сретнат со мене, да испијат кафе, па и да се снимиме заедно, да дадат препорака. И деновиве станува се поинтензивно. Значи, луѓе, знаете како, јас многу внимавам да не допирам до луѓето нападно, на некој начин да ги зачувам од себе, да не ги вовлекувам во нешто што е тврда политика, меѓутоа луѓето што интересно ме препознаваат и ми ја даваат поддршката. Ако на почетокот ме прашавте околу анимацијата, значи ако на почетокот можев да прошетам слободно по улици веќе како објавен кандидат, сега веќе е сосема друго. Од каде и да седам, до автомобилот дека отидам, сретнам по 5-6 граѓани кои сакаат да направат мовет, сакаат збор 2 да размеат, да го видат моето размислување. И сметам дека секој оној што ќе ме упознае лично како човек, до кој ќе допрам да малку поразговараме, ќе ми ја даде доверба. Значи, комуникација луѓе со човек и нагласување нели на тој човечки аспект во оваа кампања, и оно што јас го повторувам и што ми е мило, бидејќи разговаравме нели за минатото во воедото на што гледачите не го гледаа пред да влеземе во студиото. Сум поминал многу изборни циклуси во Македонија и ми се чини дека полека наликуваме на некоја нормална средина и општество, бидејќи на локалните избори конечно темите навистина се локални и навистина се теми кои што ги допираат граѓаните и ги засегаат, како што рековме, од улицата, од дворот, од малото, од паркингот. Од едно време се дискутираа некои други теми на локални избори, па изгледаше малку дури смешно, да речем. Локалните избори се разликуваат од јас знам и по себе и по моето окружување, луѓето тука веќе го ценат и како личност кандидатот. Како комшија, сосед, како сосед, така. Јас имав еден брифинг исто пред веќе 2 месеци со новинарите, не знам дали бевте некој од вас, 7-18-20 куки на брифингот и завршиме, тоа беше како една врста на појадок, се избрифиравме и потоа во еден неформален муавет и ми вели на мене дека ти одиш кон скандинавска кампања, знаеме да кажеме. Јас сметам дека нема потреба од црнила, значи да не ги оптересуваме дополнително луѓето, да бидеме што подостапни до нив со една понормална кампања, позитивна, и сметам дека луѓето тоа го препознаваат. Мене нема да ме видите, не знам до сега, а гарантирам и до крајот, сликам поред ѓубре, во моето мало на 2-3 места веќе има депонија од ѓубре, не од оној кабаст отпад и едно друго.
Меѓутоа, мене нема да ме видите со чадови, со ѓубриња, да дополнително ја шириме хистеријата, стравот кај луѓето, да им дадеме нешто светло, да им дадеме опција за човек кој носи нешто бело. Така. Ајде да се вратиме околу тоа што се носи новото и околу програмата. Често ги прашувам нашите соговорници што прво ќе направат или што ви е најмногу од програмата при срце, онака, со кој што најпрво, најлесно, најбрзо бисте се зафатиле како приоритет. Значи, знаете како, ме прашуваат на неколку места, кажете ни 3 големи проекти. Така, и ние тоа го правиме, да. Ја не знам ние какви големи проекти очекуваме. Имаме ние. Денеска бевме на терен со господин Торце Георгиевски, заедничка програма во делот на паркот 10-20 го нарековме, по течението на реката Лепенец, значи од Злокуќани, Бардовци, се недека таму до Влај, сега е некоја депонија, 500.000 квадратни метри имаме земјиште на Република Македонија и са Бајле имавме еден брифинг околу нашите планови и значи споделуваме нешто што е позитивно. Не сакаме да шириме негативна кампања. Добро, тоа значи дека животната средина, сметот, комуналниот сектор би бил... Јас сметам дека во првите 2 години, да се навратам, избега малку мислата, значи, ние од оние најосновни проблеми, кои за жал не треба да бидат проблеми на 21. век, Така. можда и ќе немаме многу простор за некои големи проекти. Поголеми капитални зафати. Капитални, да. Значи, мојата идеја, мојот план е во првите 2 години да се зафатиме прво да го исчистиме градот. Значи, да обезбедиме паркинг на луѓето. Ние велиме ќе воведеме ова, ќе се казнува вака, меѓутоа за сето тоа да го спроведуваме треба прво да го обезбедиме на луѓето паркинг. Значи, сметот, паркингот. Во план е да направиме јавно-приватно предпријатие Карпаш план. Да воведеме ред во оние познати меѓу народот дупови, да бидат тоа во соработка со граѓаните. Имаме голем број на поднесоци за легализација од 2011-2012 година сретнувам луѓе, значи со тоа треба да се занимаваме, доколку нема нашата општина капацитет, а верувам дека има таму луѓе кои вредат, кои работат. Доби ветување од неколку скопски градоначалници кои ќе помогнат со своји кадри. Значи, тоа се во главном комуналните најопштите проблеми на луѓето со кои ќе се занимаваме во првите 2 години. Знаете како граѓаните можеби понекогаш се фрустрираат од ваквите основни работи кои што му се работа на градоначалникот и на општинската администрација. Не, па и добро е што се враќаме и на ова е тоа нормализација со темите, оти обично сите гледаат да фасцинираат, бараат сензација, ќе направиме, не знам, некаков голем објект. Па да се пофалат со нешто кое што има основна работа и обврска. Основната работа е таа и така тоа ги допира до секојдневието на луѓето, тоа се основни потреби, да. Вукровски, оно што е интересно за вашата кампања е тоа дека постојано сте некако обкружени со младите како категорија и целна група ете така во општината. Колку сте подршка, од друга страна колкав дел од изборната програма е посветен на младите, како ќе си ги задржите младите во општина Карпаш? Значи, младост е широк поим. Ние се шегуваме со мојот колега млади и надежни. Да, имаме диаметар нели од најмладите па се до Ајде кој како се па се до чувствува. пензионерите. Значи младите од најраната возраст, од децата во предшколската возраст, од децата кои се во основните училишта, поддршка на училиштата, поддршка на градинките, поддршка на семејствата. Значи сите оние до сега, ајде да кажеме, оптеретување на буџетот, да ги снабдиме со основни потрепштини хигиенски градинките, основните училишта. Ставивме во програмата униформи за учениците, така да бидат во иста позиција, најразлични субвенции за возачки дозволи, за купување на велосипеди, за младите брачни парови субвенции во делот на наталитетот, нели со секое новородено дете еднократна помош, во делот на можноста на претприемништвото да видиме младите да развиваме бизнис климата во општината. Имавме неколку средби и со младите, така да припремаме една трибина
Сега веднаш после нашиот голем митинг во среда во 20 часот во Лептокаријаве да искористам прилика да ги поканам и сите карпошани. Веднаш потоа имаме трибина, една панел дискусија на младите, да видиме нив не јас, него тие да кажат што ги мори, што им се потребите. Така да сето она што ќе го сетиме како потреба, јас љубам да кажам дека доволно е само да ги слушаме граѓаните. Како сега и од моментот кога ќе бидам градоначалник, да формираме некои не многу обемни, мали, од по 4-5 граѓани совети во општината, за спортот да разговараме со спортистите. За потребите на младите да разговараме со младите. Јас сум татко, како што напомнам, 3 деца, од кои 2 веќе полнолетни, керките ми се 24-21 година и преку нив ги знам и нивните потреби. Да направиме се да ги задржиме тука децата. Споменавме соработката со владата, градот Скопје како момент, меѓутоа има уште еден момент. Нови локални избори се гласа и за листи на советници и советот е неопходен и околу сите овие сегменти, го споменавте и урбанистичкото планирање и така натаму, тоа се едни процедури, да не ги оптоваруваме гледачите, меѓутоа верувам дека поддршката од советот и тоа како е битна. Како гледате, колку ги познавате носителите, барем од партијата која што ве поддржува, ве кандидираше и како го замислувате тоа? Имаме дел на луѓе искусни, кои веќе биле во претходниот состав, генерално млади луѓе, образовани луѓе, луѓе искусни. Имаме и нови на листата. Оваа година Карпош ја надмина бројката од 60.000 граѓани, мислам дека околу 63.000 имаме граѓани. Со тоа советот од 23 члена преминува на 27. По сите наши анкети и анализи сметам дека ние ќе го имаме доминантниот број на советници. Меѓутоа посакувам да биде над тоа шаренолико, да имаме представници од сите партии, од независни, така да можеме да направиме еден сојуз со луѓе квалитетни кои ќе допринесат. Секој знае нешто плюс од она што го знаеме ние нели за Карпаш. Апсолутно, и да имате комоцијата, ете да кажам, барем при носењето на одлуките, имајќи предвид не дека не треба да биде шаренолико, меѓутоа имајќи ги предвид нашиот менталитет, па не само како изговор, туку и сме биле сведоци на лични наети, фрустрации, суети и секакви други прекази. Не се случува, да. Може би скромно политичко искуство, меѓутоа големо искуство во приватниот сектор, колку тоа ќе го пренесете во работата ако Знаете како, мислам дека оние принципи кои ги носам од таму каде што доаѓаме, тоа се редот, работата и дисциплината, отчетноста, транспарентноста и те како ќе допринесат. Јас знам само дека треба да работам. Така ги учам и децата. Ја споменавте и војската како темел, јас тоа го паметам. Да. Денови имав и во посета на некоја ние што ги велат војни кули од некој време останати, па разменивме така малку и војнички искуства. Меѓутоа така ги учам и децата, да одредат цел, да бидат дисциплинирани, да работат и резултатот ќе дојде. Не може да нема резултат. Значи јас сега се судрувам со проблеми кои за мене не се вообичаени. Плочникот во порта влае. Години проблем, главен проблем, нема од влае човек што не ми се јавил за плочникот. Мене сега во делот од кој доаѓам, тоа мене ми е решливо. Меѓутоа да видиме што ќе затекнам и колку ефективно, брзо ќе можеме да одговараме на тие барања. Меѓутоа сметам дека ќе ми биде предност тоа што сум долги години со луѓе, имам добри комуникацијски вештини, сметам дека знам со луѓето, така да сметам дека ќе биде еден мој бенефит да со работа се покажам дека може да се направи кога се сака. Значи, доколку добиете довербата од гласачите, општинската администрација или вработените таму да очекуваат еден менаџер, да очекуваат размрдување. Па јас... Така ме надополни, колега, благодарам. Тоа размрдување да не биде погрешно сватено, сакам еве да напоменам дека ќе се базирам... Очекува да работат. Не, ама колку е политички коректен во смисла сега да не излезе дека ми давам комплименти, да ми забележат колегите, пошто бидејќи се избори, меѓутоа да не излезе дека досега не работеле. Да. Сега да ги размрдам. Така што многу внимава на тоа. Сакам да кажам дека ќе се потпрам во главном на она што ќе го затекнам како кадар во општината. Јас верувам дека таму има квалитетни луѓе, има луѓе кои си ја знаат работата, сите ќе бидат подеднакви, на сите ќе добијат еднакви шанси.
Јас не ги делам луѓето на леви, десни, по вера, по националност, значи сите оние кои си ја знаат, за мене постојат луѓе кои сакаат да работат и луѓе кои сакаат малку да забушаваат. Сите оние кои си ја познаваат работата ќе бидат дел од мојата екипа. Ви рековте дека ќе водите една поинаква кампања и го правите тоа дека нема да наоѓате ајде црни точки на против кандидатите. Меѓутоа, еве, зашто најмногу ќе му замерите во досегашната работа на актуелниот градоначалник како граѓанин прашувам? Што најмногу не достига во Карпош и беше клучно да се сработи досега како жител, да прашувам сега? Она што всушност и мене ме извади од комотната зона и ме втурна во оваа трка, не можев да останам инфериорен, она што му се случува на Карпош во делот на, сега колку и да не сакам, пак тука вртиме, на зеленилото, на сметот, значи бетонизацијата, луѓето не сакаат згради во парковите, распродавање на државното земјиште, паркови се претвараат во градежни парцели. На неколку места низ Карпош имаме грубо кршење на принципите на градење, непочитување на законот во делот на зелени површини, во делот на паркинг, необмислено. Тоа најмногу им смета на луѓето, стравуваат луѓето, верувајте. Како ме запознават, само ве молам тука да не најдете се збори има Да не се сеќат овие дрвата. Така, да. Значи дрвата и не до толку него стравот од зграда пред зграда. Не разбирате, сме имали такви случаеви. Така да, тоа е она што го забележуваме сите, па и јас како граѓанин. Ги опфативме младите, планирањето, општината, нели затоа и немате, кажавме, или барем не сакате да ги ветувате, не дека ги немате капитални такви сензационалистички, како што кажав, проекти. Меѓутоа, во секојдневната работа, сепак општината треба да како да кажем, да обезбедува развој и да има урбанистичкото планирање, го споменав. Како го гледате, ја гледате таа потреба, бидејќи се тука да не влегуваме малку пошироки анализи за миграцијата од натрешноста на Македонија кон Скопје и така натаму, и сите, како што кажавте самите, фаворизирајќи го, нели, Карпош како општина, дека сите сакаат тука некаде да живеат, па тука има и образовни институции и така натаму, тука има и здравствени, како што кажавте, и тоа е причината можеби тука да се групираат и оние кои што доаѓаат од внатрешноста, ајде да така да кажем. Општината има потреба од развој. Како го гледате тој развој? Некој велат рамномерен и Евидентно е што ви рекол јас, љубовта кон Карпош. Луѓето сакаат да живеат во Карпош. Имаме миграција, како што споменавте, од натрешноста во Скопје. Можам да кажам дека и овој пораст над 60.000 жители не е од наталитет, е од луѓето кои доаѓаат од натрешноста или од други делови на Скопје. Карпош треба да се развива. Тоа е неспорно. Дека треба да се гради, треба да се гради. Меѓутоа, повторувам секојдневно, не градење во старите градски јадра. Во она што е плански изградено во 60-тите, 70-тите, 80 години, ние не треба да го нарушуваме тој концепт на домување. Ние имаме можност, разговаравме и со баш денеска на заедничка средба, бевме со гостителите, со кандидатот за град Скопје, господин Орце Георгиевски, разговаравме дека Скопје ние треба да го шириме, да речеме, во Карпош, кон делот на Злокуќани, кон делот на Бардовци. Малкупина се спомнува, ние имаме добар дел од земјиштето на некогашната касарна Кулинден. Така да тука имаме добра можност, дали преку приватни инвеститори, дали тука ќе гради ПУИК, со тоа ќе го растеретиме можеби и чинењето на стамбен квадрат. Значи, тоа се деловите во кои ние треба да го развиваме Карпош и нормално да обезбедиме средства за подобро функционирање на општината. Меѓутоа, во овие делови, како што ви споменав, во делот на Влае, во делот на Тафталиџе, во делот на Нерези, луѓето не очекуваат и не сакаат згради, не е нормално. Го затворивме пробевот, струјењето на воздухот од водно. Така да, секако дека ќе се гради плански, ќе се гради хумано, по сите прописи, по сите стандарди,
Новиот закон за градба предвидува и подобри, поголема ставка на паркинг места, обезбедување на зелена површина, така да дека Карпош ќе се гради. Меѓутоа, да го градиме хумано. И ги споменавте угостителите, само по себе се наметнува. И само уште да надополнам само, во Карпош почнуваме да имаме проблем со водата за пиење. И тоа е еден интересен податок. До 21 век, како што реков. Со сите нови приклучоци ние определуваме мрежата. Во нашата програма, еве меѓу капиталните проекти, е изградбата на 2 нови резервара за вода. Тоа ќе биде во Бардовци и во Нерези, онаа која ја викаме горна зона на Карпош. Така да и тука треба да планираме. Значи не само зеленилото, не само паркингот, него имаме проблем со водата за пиење, имаме проблем со образовните капацитети, каде тие деца ќе учат, каде ќе се во овие предшколските градинки, да. Така да го правиме тоа плански со секоја нова населба, со сите згради да ги предвидиме и пропратните содржини. Да биде задолжително. Околу гостителите направиме една мала дигресија, иако можеби не е во надлежностите, меѓутоа често пати кога се создава сликата за општината и за градот Скопје, Викторија тоа како помлада меѓу нас младите, овде по студиото како најмлада, со други соговорници ја нагласуваше потребата од ноќен живот, забава и така натаму. Важен сегмент, важен И јас анегдотално само ќе кажам, бидејќи летово се среќавам со некои странци и така натаму, сега се случи трагедијата со Кочани и после тоа нели имаш одредени последици, да не речам верижно, онака како домино ефект. Меѓутоа странците велеа, а Скопје го посетуваат голем број нели на туристи, велеа немате ноќен живот или немате ноќен живот како некогаш или странци кои што живеат овде. Што се случува, па да не биде прашањето за ноќниот живот, па да не караат дека нешто ги тераме младите да излегуваат, меѓутоа тоа е составен дел нели од забавата, дружењето, излегувањето. Вашето мислење, бидејќи Карпош, рековме, гравитира тука околу центар и е местото каде што се движат многу млади од сите краишта на Скопје. Не само млади, како што рековте, имаме број и возрастни, имаме луѓе кои во некој сакаат да се. Во Скопје од нашето време, како што споменавте, Викторија е малку помлада, ние љубиме да кажеме дека доаѓаа луѓе од бившите југословенски простори да се забавуваат во Скопје. Скопје беше препознатлив по ноќниот живот, по забавниот живот. Јас сега сум во ситуација кога не знам дали да се радувам што децава седат дома или да тагувам што нема да го искусат она кој ние сме го поминале до подоцните часови. Тука се другарствата, тука се симпатии, тука е тој социјален момент, па не знам од центар пешки до Карпош 4. Така да размислувам и на тоа. Имаме концепт, да не откривам сега многу, има концепт на изградба на локали кои ќе работат и подоцна, ќе бидат групирани во еден дел на градот, каде што нема да сметаат. Јас имав гостување во една утринска програма на една телевизија и го споменав баш така да го разиграме кеот на Вардар. Ако се прошетаме сега јас и вие поној дел на кеот, да речеме кај мене од Карпош 4 од Каналче до стадионот, каде што често одам, сега па и наменски веќе, значи нема клупи, а да не правиме муавет за нешто друго. Така. И јас во една прилика реков, дајте да го разиграме кеот, пред се со спортски содржини, имаме амбасади кои се заинтересирани да вложат, да со нивни средства да ни помогнат да изградиме тениски игралишта, одбојкарски оние на плажи и така натаму. И тука напоменав дека во тој дел можеме да размислуваме за одреден број на локали. Значи поред реката, не некои нема да бидат тоа цврсти објекти, значи локали кои генерално ќе работат од пролетта до есента, да. Да ги тргнеме младите од локалите кои се во Портавлаe под прозорите на луѓето, во Лептокарија, на Млечен, значи имам огромен број на реакции, верувајте, значи уште како кандидат слики ми праќаат луѓето, видете овдека кровот каков е, овдека видете како чури. Споменав да ги повлечеме да видиме кои ни се капацитетите и можностите. Бев нападнат наредните 3-4 дена, Лукровски ќе гради ноќни барови на Вардар, не знам, Вардар Нова. Па затоа бе внимателен со прашањето, меѓутоа факт е дека младите... Како да ви кажам, гледаме деновиве на Вардар ни никнуваат по кеот објекти стамбени.
Факт е дека младите, значи ете во денешно време, што од немање избор или алтернатива, што по собственичен избор, може би некаде е моментот и на стандардот, меѓутоа сведоци сме, особено во тие урбани делови меѓу згради, каде што има простори, се берат огромни друштва, па има музика, па има алкохол, па има 300 други приказни. А не контролирано. Да. Тие секако ќе го прават тоа. Ние мораме да најдеме релација помеѓу мирот, спокојството на граѓаните и она што треба да си го одработат угостителите, да не забораваме дека се еден голем сегмент во економијата. Апсолутно. И туризмот за Точно, туризмот, вработуваат голем број на луѓе, одредени дистрибутери се поврзани со нив, така да тука ќе внимаваме, меѓутоа секако ќе работиме за збогатување на угостителските објекти и животот на младите. Викторија, ни лет на времето, мислиш. Така, полека, мислам дека треба и да привршуваме. Јас само што почнав. Ќе си продолжиме. Се надевам, ќе имаме простори следно. Некако на крајот од излагањето од емисијата, ете со колегата милуваме да дадеме простор за порака која ја упатувате пред вашите сограѓани, сожители, гласачко тело и сите оние кои ќе решат да го дадат, можеби или се уште се двоумат дали да го дадат вам нивниот глас, па ете оставаме простор за една така кратка порака. Обраќање. Да ја побарам довербата на граѓаните. Искажавме многу во овие, еве јас пак ќе напоменам 3 месеци. Сметам дека треба да направиме нешто ново во Карпаш. Ова е еден испит на мојата генерација. Кога зборувам за мојата генерација, зборувам за луѓето 10 значи помлади и постари и повозрасни, од мене по 10 години. Ова е нашата шанса да направиме нешто за Карпаш после толку време. Значи знам да кажам дека ова е референдумско прашање, дали ќе останеме на ова сивило кој ни се случува во последните години или ќе избереме опција не сотри како сотри, него сите оние, како што напоменавте, кои во овие денови ми даваат поддршка, значи да се препознаат, да ми дадат доверба, да заеднички направиме нешто за Карпаш. Мислам дека е право време. И ја завршивте, ќе го украдам таа констатација од колегата, ја завршивте вечерашно гостување или излагање шведски, како што и го започнавте. Тука ние ќе се одјавиме, тоа беше се за ово издание, се гледаме утре во 18:30 часот. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубавливе, што ми расуте сни. Вечно ќе ја сакам, горкаја своја, Скопје каже ми. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.